природни науки. За овој час ќе ви биде потребно вашата тетрадка без линии по природни науки и училишниот прибор. Што ќе треба да научите? Дека постојат различни звуци, да ги препознавате тие звуци, да ги демонстрирате тие звуци и да определувате од каде доаѓаат звуците. Значи, денеска учиме за звук и видови на звуци. Ке почнеме со игра. Препознај го звукот. Отворете уши и слушајте добро. Препознавте? Така, тоа е плачење на бебе. А ова е? Препознавте? Така е, хеликоптер. Ветер. Браво. Така е. Апарат за сечење на дрва. Буделник. Така е, бормашина. Сирена. Камбана. Невреме. Значи, ги препознавме овие звуци. Што е тоа звук? Знаеме дека светот е многу бучно место. Многу е тешко да се најде тивко место. А секој предмет може да произведува звук. Еве, на сликата е покажано кои се предмети околу нас можат да произведуваат звуци. Секој звук си има свој извор, а изворот е местото или предметот од каде доаѓаат звуците. Звукот патува од неговиот извор и се шири во сите насоки. Колку подалеку патува звукот, толку е послаб. Затоа, кога сме далеку, не можеме добро да слушаме. Еве, јас, ако го оддалечам микрофонот, послабо ќе ме слушате. А колку сме поблиску од изворот на звук, толку подобро можеме да слушаме. Дали ја забележуваме разликата? Се надевам дека да. А кој сетилен орган ги прима звуците? Така е, увото. Увото е сетилен орган кој прима звуци. Звуците влегуваат во нашите уши и во ушните канали. Кога звукот ќе влезе во нашите уши, ние го слушаме звукот. Еве, како што е прикажано на оваа сликичка. Значи, звуците влегуваат во нашите уши и така ние слушаме. Но како што забележавме од нашата игра, сите звуци не беа исти. Постојат, значи, различни видови на звуци. Звуците можеме да ги поделиме на 3 групи. Природни, вештачки и животински. Ајде да видиме кои се природни звуци. Врнењето на дождот,
шумолењето на лисијата, грамотевиците, шушкањето на лисијата, потоа виулиците и многу силниот ветер. А сега да видиме кои се вештачки звуци и зошто едните се викаат природни, а другите вештачки. Еве, ова е звук на автобус, звук на на машина, работна, потоа звуци на апаратите во домакинството, па имаме звук на ракета, имаме звуци од автомобилите, звук од будилникот, звуци од музичките инструменти, од радијата, телевизорите и другите апарати како што е фенот, првосмукалката и разни други апарати што ги имаме во домот. Сега, претходните се викаа природни, а овие вештачки. Што мислите? Зошто? Затоа што природните ги создава природата, а вештачките не ги создава природата. Тие настануваат од движење или од работа на некоја машина, мотор и не настануваат по природен пат. Ајде да видиме кои се овие животински звуци. Животински звуци, како што ни кажува и самото име, сигурно потекнуваат од животните. Ајде малку да погодуваме. Така е, тигар. Маче. Крава. Коза. Жаба. И петле. Сите овие звуци ги произведуваат животните. Затоа се нарекуваат животински звуци. И човекот исто така произведува звуци. А од каде доаѓа звукот на нашиот глас? Сега ќе направиме една вежба. Нежно допрете го грлото, предниот дел на грлото со прстите. Зборувајте или пејте и не притискајте, туку само допрете. Ќе почувствувате како нашето грло вибрира. Тоа значи дека воздухот што излегува од нашата уста, тоест ги придвижува нашите гласни жици, тие треперат и создаваат звук. Така ние зборуваме. Дали почувствувавте? Звуците можат да бидат пријатни за увото и непријатни. Еве, на пример, пријатни звуци се кога бебето се смее, кога пилето пее, кога свирачот свири некоја убава музика. Додека сирената, силно лајање на некое куче големо, потоа моторите или некои машини за бушење, тие произведуваат непријатни звуци. Еве, непријатни звуци што можат да го вознемират нашето уво. Прегласната музика исто така може да биде непријатен звук. Затоа, кога слушаме нешто, треба да биде со умерена јачина. Звуците можат да бидат создадени и од музичките инструменти. Во тој случај, тие звуци се нарекуваат музички звуци. Еве неколку музички звуци. Да видиме дали препознаваме некој од нив. Препознавате ја? Сега ќе видиме. Како пак се делат звуците што ги произведуваат музичките инструменти. Значи, звуците од музичките инструменти можат да се создаваат со дување, удирање или со вибрирање на жиците.
Затоа инструментите се поделени на 3 групи. Дувачки инструменти, еве ги. Колку од овие знаеш да наброиш? Се надевам дека сте виделе труба, саксофон, кларинет, флейта. Понатаму, втората група се удирачки инструменти, еве ги. И третата, жичани инструменти, еве ги и жичаните инструменти. Ајде да видиме колку од овие знаеме да наброиме. Тапани, ксилофон, барабанче, чинели, тропалки, триангл и така натаму. Додека жичани, харфа, гитара, мандолина, тамбура, електрична гитара и уште многу други. Музичките инструменти ни даваат пријатни звуци за слушање. Ајде да видиме дали ги препознаваме звуците од музичките инструменти. Препознавте? Па да, тоа е гитара. Ајде одиме понатаму. Точно. Тоа е тапан. Кавал. Клавир или пијано. Гајда. Зурла. Виолина. А сега ќе добиеш 2 задачи. Едната е да ги нацрташ пријатните и непријатните звуци како во дадениот пример. Значи, во едниот прозорец црташ предмети што произведуваат пријатни звуци за твоето уво, додека овде ќе нацртате неколку предмети кои што ви предизвикуваат непријатни звуци. А другата задача е да нацрташ по неколку дувачки, жичени и ударни инструменти. Се надевам дека запомти.